Верувам дека си уживате во убавото утро, а нам утринава честа да го пиеме првото кафе, ја имаме со господинот Кочо Ангјушев, заменик на председателот на владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и координација со економски ресурси. Добро утро и добре ни дојдовте, господине. Добро утро, благодарам за поканата, поздрав до вашите ценети гледачи, а ја би рекол дека честа е моја. Вака сега ќе им кажам на гледачите дека господинот Кочо Ангјушев пие кафе без млеко. Меѓутоа, кои сте другите ваши утрински ритуали? Како го почнувате утрото? Што е она без што не ви поминува ни едно утро? Па као и секое утро, ја обично на работа сум во 8 часот, тоа е така веќе 25 години. Станувам веројатно некаде помеѓу 6 и 7. Домашни работи, обични, значи кафе си правам, чај евентуално и така натаму и одам на работа. На работа денот почнува во 8 часот и тогаш е практично првиот половина час, веројатно час за подготовки и почнуваат состаноци. Така било и кога сум бил во моите компании, така било и кога сум бил на факултет како професора, така и сега во владата. Споменавте дел од оние утрински ритуали, меѓутоа певе. Наша емисија се гледа речиси во цела Македонија, потекнувате од Велес, Велешани познати по занаечиство, меѓутоа откритени дел од оние моменти од вашето детство, средношколските денови, нешто што певе ви оставило и белек и впечаток. Па видите, тоа беше еден, ја би рекол, транзиционен период кога ја бев средношколец и покрај тоа што беше еден тежок период, ја мислам дека тоа беше најубавиот период од мојот живот. Не знам дали човек жали по времето или по годините и младоста што ги имал тогаш, веројатно и по двете. Меѓутоа, у принцип, тоа беше еден период каде што другарството беше искрено, ми беше мерак сега баш во сабота бев во Велес да се ги видам старите другари од детство, еден дел од нив се веќе во Скопје, некои се професори на факултет, некои се во армијата, веќе со високи чинови, некои се во Велес, се уште инженери, работат нешто друго и така натаму. Меѓутоа, тоа ми побуди вака едни спомени многу пријатни. Јас потекнувам од велешко семејство. Мојот дедо пред војната имал фабрика од едната страна, од другата страна, значи по мајка сум од Гевгелија, односно од Смоквица е мајка ми, а баба ми пак по татко од Гевгелија, така да 3/4 влечам гевгелиски корени, иако сум и роден и пораснат во Велес. Така некако судбината сакала да женската страна од мојата фамилија секогаш биде од Гевгелија и од гевгелиско. И така, значи имав едно детство кое што го поминав со луѓе кои што претходно имале фабрика, а по мајчина страна со луѓе кои што биле земјоделци. И можам да ви кажам дека не знам кои беа посреќни, значи среќата во животот е веројатно на кој до што му е дојдено. И влечам едни добри спомени од детството. Беше еден период кога немаше големи разлики, кога беше разликата дали ќе имате 2 пара патики или 1 пар патики, а не беше разликата каква ќе биде марката, пошто таа беше една тогаш во социјализмот или сите слично имавме. И можам да кажам дека веројатно кој секој на мој години, јас сум веќе 49, сега уште малце 50 години, па не знам дали жали за младоста или жали за времето и годините, пак ќе повторам, но беше едно убаво детство, би рекол. Беше едно убаво другарство, образовниот систем беше добар. Јас учев средно техничко училиште во Велес, тогаш имаше насочено образование, првите 2 години беа математика и физика. За добар ученик тоа беше малце чудно да оди на техничко училиште, меѓутоа ја од секогаш сакав да бидам инженер, тоа ми беше во глава и некако така се движеше и мојата понатамошна кариера. После тоа дојде потешко време, фабриките во Велес почнаа да се затвараат, знаете, Велес беше индустријски град исклучително. Моите родители работеа во Нонча Камишова, двајцата. Во еден ден останаа двајцата без работа, тоа беше едно тешко време, јас бев студент тогаш веќе. Мојот брат беше средно училиште, па после тој дојде студент. И така, имаше премрежа за кој што сега не би сакал да зборувам, меѓутоа не бил животот секогаш и убав и розов, ама тоа не значи дека човек треба да престане да се бори. Напротив, таму треба да ја најде инспирацијата да работи повеќе, да се труди повеќе, да може повеќе и така натаму. Мислам дека денешните млади луѓе во Република Македонија треба да препознаат дека Македонија е се уште книга неиспишана, знаете, бел лист хартија во кој што можете широко да пишувате и се уште има шанси
и можност да се направи. Можеби еве и овој мој пример како сум почнал и како сега понатаму животот течел е еден добар пример како може во Македонија да се направи. Јас во тоа верувам. Еве и мојот постар син кој што студираше во низ светот во Германија и во Австрија студираше машинство, тој се врати сега од оваа година во Македонија, ќе продолжи да работи со мене, да не верувам во тоа, нема ни него да му го сугерирам тоа. Мислам дека сега, поготово со овие перспективи што се отвараат во Македонија, мислам дека треба луѓето тие да ги препознаат. Да, секаде е тешко, во Македонија е исклучително тешко, тешко е за младите луѓе, меѓутоа тешко е и секаде во светот, никаде не е лесно. Треба човек да не се предава, да работи и да се труди. Слушајќи ве овака и јас добивам впечаток дека сонништата се остваруваат. Сакам да ни раскажете дали кога бивте малечко момче во Велес, кога бивте па дури и студент, се замислувавте ли дека еден ден ќе се најдете во реномираното списание Forbes како еден од највлијателните, исклучителни луѓе, како во 2014? Апсолутно не. Значи, видете, човек не треба да сонува дека ќе се најде во списание или дека ќе биде богат. Човек треба да сонува и да има голем сон што сака да постигне. Јас имав една среќа да растам у семејство во кое што мојот дедо исто се викаше Кочо Анѓушев, односно јас по него се викам Кочо Анѓушев. Пред војната бил образован човек, бил учесник, нашето семејство бил учесник во сопстvenичката структура на тогашни две фабрики, се викале Бон Марше и Македонија. И тие после тоа, после војната, после национализацијата, кога све им национализирале, стана фабриката Киро Чучук, за она што е познатата Велешка, која што сега за жал, додуша сега пак е рестартирана, меѓутоа долго години не работеше, беше во стечај. И добро, моето семејство продолжило да живее и работи као секое социјалистичко семејство во тоа време, во таа држава. Но духот што дедо ми го имаше и кој што ми го пренесуваше, да речеме, на тоа дека треба да се работи, дека што значи приватна иницијатива. Еве, ќе се обидам да откријам една мала тајна. Кога бев јас студент, што туку завршен, ме добро ги терав студиите, ме поканија да останам асистент на Машинскиот факултет во Скопје, значи јас имам некои 22-3 години и се враќам во Велес еден викенд, као што вообичаено правев. И тој ме седна тогаш, тоа беше периодот, да речеме, 92-93 година, кога Југославија се распаѓаше, кога едноставно никој не знаеше што ќе се случува во иднина. Он тогаш имаше околу 80 години и тогаш ми рече, виде, сега седни ми, вика, да ти кажам некои работи. И тогаш ми кажуваше за фабриките, ми кажуваше цело време, ама тогаш малце по-конкретно ми го кажа тоа. И ми рече, види, ти досега учеше, тоа добро го направи, меѓутоа од сега треба да препознаеш едно ново време. А тоа ново време е, вика, дека во оваа држава работите ќе се менуваат во насока да капиталот биде приватен, да треба да се направи иницијатива, дека ќе треба да се почне од нула, дека фабрики правење не е нешто што е за некој од надвор, него тоа вие треба да го направите, младите луѓе тука, дека треба да го препознаеш тоа, дека треба многу работа, дека треба да работиш во области во кои што си стручен, не фаќај нешто што не разбираш, отвори нови теми, нови области. И практично јас тоа и го правев. Значи, иако ја терав академската кариера, магистратура, докторат и така натаму, цело време сонував дека треба да се направи нешто практично. Зошто? Затоа што вие да сте машински инженер или професор на машински факултет, а ништо практично да не направите со машинство и фабрика, е као хирург да предавате цело време хирургија, а никогаш не сте оперирали. Така да почнав од ништо. Практично Брако беше една фабрика во стечај 2003 година, која што 9 години претходно била во стечај, денеска е Брако една од најголемите извозници од Република Македонија и тоа е, вака да речеме, нешто што е моја гордост и јас го сакам. Хидроелектраните, например, беа област во тоа време во која што никој не веруваше дека хидроелектрана може да направи фирма, требаше тоа државата да го прави, или така сите бевме научени. Вие сте помлади од мене, па може да и не го памтите тоа време, но тоа беше така во тој период. И знаете, едното го носи другото и кога ќе почнете веќе прашање е само на тоа колку сте спремни да работите. Ако сте спремни многу да работите, ако сте спремни да ризикувате, ако сте спремни да не се жалите цело време како нешто не чини, а не чинеше многу, и во нашата држава не можам ни до ден денеска да кажам дека е се идеално, тогаш немате друг избор освен да се борите на пазарот.
например, брако извезуван из 21 држава, таму цел свет ви е конкуренција, таму не можете да се жалите, таму треба да победите, значи да понудите подобар производ, поевтин производ, да бидете поквалитетни, пофлексибилни. Значи сакам да кажам дека сонот произлегува од некое тоа младо мое детско време, кога дедо ми некако ме сетирал ментално дека треба да се работи. Татко ми и мајка ми беа вредни, работени луѓе, сепак ја поголем дел од денот го минев со баба ми и со дедо ми, ги слушав тие приказки, така да речам, условно. А после татко ми и мајка ми, колку и да не може, а они во делот на студиските години ме поддржуваа, значи практично они вложија све во мене и во брат ми, колку што можеме подобро да се едуцираме, и тоа беше нивниот живот. Го споменавте неколку пати факултетот, доаѓаме до тој момент 1992-та, дипломиравте на Машинскиот факултет Свети Кирил и Методи во Скопје пред предвидениот рок, просекот 9,36. Дали се случи да поништите некој испит? Вообичаено во тој дел нели има се брка и поголем просек, хајде да кажеме студентски. Значи не, апсолутно не. Значи ја не поништував испити, нити па ми беше императив дека јас треба да имам високи оценки. Зошто? Затоа што еве и ова не сум го досега зборувал, јас бев стипендист на Брако. Значи Брако тогаш се уште кога јас студирав беше некоја фабрика, метална индустрија во Велес која што работеше, и тоа Брако што денеска на некој начин после тоа со партнери, јас не сум сам собственик на Брако, значи углавно мојот партнер ги даде финансиските средства за приватизацијата, небитно е тоа беше многу ефтино, можеше секој да го направи. Бев стипендист на Брако и кога добив понуда од професорот Христо Ивановски тогаш на времето првично, и тоа е се уште жив, иако има доста години, значи веќе некај над 90 години, еве ја користам оваа прилика и да го поздравам. Значи, кога ми ја понуди работата, јас првично делумно одбив на некој начин, заради тоа што имав идеја да се вратам во Велес да работам, но после тоа со разговори дома, со мојата сегашна сопруга, со дедо ми и така натаму, некако се предомислив и ја прифатив работата на факултети и на универзитети. Добро е тоа што го направив, заради тоа што тогаш се сеќам дедо ми кажа, беше уште жив, нели, тогаш тоа е тој период кога разговарав со него за овие работи. Вика, ако се вратиш во Велес, да, ќе работиш во Брако, меѓутоа ако бидеш на факултет, ќе можеш да работиш со целото стопанство и оттаму да имаш соработка со сите. И така да практично... Ете запатен човек, што значи? Да, извинете, не сум го исклучил сепак телефонот. Значи, практично и така тргна мојата академска кариера, па после тоа останав, тука би сакал да кажам дека професорите со кои што работев беа исклучително коректни и би искористил и оваа прилика и нив да ги поздравам. Тоа беше професорката Вета Џоковска, професорката Ажиевска, професорот Тоџаров, Христо Ивановски, кој што го спомнав. И многу научив од нив, они беа коректни. Јас си ги обавував своите работи асистентски. Имав идеали тогаш дека треба многу да се работи. И факултетот тогаш навистина беше квалитетен факултет, што за жал мислам дека сега целото образование ни е паднато по квалитет. И мислам дека тоа е вака нешто на што треба да се даде приоритет, да се поврати, бидејќи тоа е базата на све. И покасно веќе, кога магистрирав, размислував како да направам докторат. После отидов дел од докторатот го работев во Германија, во Ахен, па се вратив, па докторирав, ми избраа во доцент, па отидов во Англија, бе визитинг професор малце и се вратив после во Македонија, од тука натаму ја продолжив кариерата тука. И, господин Анѓуша, доаѓаме до политиката. Имате фантастичен меѓународен бизнис, феноменален личен развој, но вие се одлучувате да се вмешате во политика. Зошто? Јас не се вмешав во политика. Јас не сум член на политичка партија. Мислам, јас прифатив државна функција. Да. Ја така би го дефинирал тоа. Затоа што, знаете, да се вмешате во политика, треба да бидете член на партија и да на тој начин да... Али на некој начин да, и сум вмешан во политика, бидејќи владата е политичка работа, политичка гарнитура. Вие морате, ако сакате да бидете член на таа влада и да ја поддржувате таа програма на владата, што јас со задоволство го правам, поготоа што периодот претходно беше турбулентен и мислев дека со тоа некое мое предзнаење што го имав од индустријата, од стопанството, дека ќе може да се даде придонес, сакајќи некои работи во државата да се променат такви какви што мене не ми се допаѓаа.
во тој момент. И можам да ви кажам дека таа мисија не е мисија која што може да се заврши така преку ноќ. Напротив, мислам дека треба уште многу работи да се поправат во нашата држава, мислам дека треба уште многу работи да се променат. Многу е потешко во администрација да ги промените работите отколку во, да речеме, компанија, колку и да е таа голема, бидејќи тогаш вие ги диктирате условите, овдека има разни услови кои што се различни него во тој свет, да речеме, во реалниот свет. Пред се луѓето со кои што работите не ги бирате вие, тие се избрани на друг начин, немате можност да ги промените со самото тоа и тие немаат толку голема обврска да ги пратат вашите наредби или и да слушаат, вие морате да правите многу компромиси. И ете, од сите тие причини, веројатно у администрација е многу потешко да се постигне резултат, него да се постигне резултат надвор од тоа, но мислам дека одиме во добар правец во тој дел и се надевам дека ќе биде добро. Колку е лесно или тешко, споменавме околу политиката, да се менаџира политиката во Македонија, пред се, мислам, на спроведување на решенија, закони во дело? Па видете, ево од овие причини кои што сега пред малце ги кажав, е и лесно и тешко. Знаете, навидом изгледа дека вие кога сте во влада имате неограничена власт, што не е точно. Значи, вие имате некои рамки во кои што морате да се движите, не можете вие да правите нешто што сакате све да направите. И тука морате да бидете упорен, морате да повторувате, да зборувате, да соработувате со сите, да наоѓате начини како да ги имплементирате тие политики. Што се однесува до примената на законите, се разбира, тоа е безусловно. Значи, морате да бидете во рамките на тоа кое што е законско решение. Сето тоа поприлично го стеснува, да речеме, маневарскиот простор на човек во споредба со, пак ќе кажам, надвор од администрацијата или од државата, каде што сте во реален сектор и таму имате многу поголем маневарски простор, бидејќи не морате да почитувате, тргнувајќи од закон за јавни набавки, таму работите како сакате. И не сум секогаш сигурен дека таквите законски решенија кои што ги правиме, знаете колку прават транспарентност, колку заштитат, нели, државен капитал и буџет, толку и ограничуваат. Но тоа е начинот. Цел свет оди во тој правец, цел свет така се поставил и мислам дека тоа е и начинот на кој што треба да се направи, нема друг начин. Има нешто што не фасцинираше, а го дознавме за вас, а вие ќе ни кажете колку е точно или не, и покрај сериозната зафатеност и обврски, дознавме дека без проблем можете сам да си го поправите автомобилот. Дали е точно дека вице-премиерот има таква супер моќ и кога последен пат сте се занимавале со механичарство, ако не е точен податокот? Точен ви е податокот, не е тоа супер моќ никаква, тоа е нормално механичарска работа. Па не знаете вице-премиери да направат автомобил. Тоа потекнува од тој период кога моите родители останаа без работа, јас бев студент и практично, еве сега ќе се вратам и на прашањето што го поставивте, дали јас баш бркав некакви оценки на факултет. Не, ја бркав да бидам летото слободен, па затоа испитите гледав да ги положам до јуни, па оценките си останува некако доаѓаа сами по себе. И заради тоа што го сакав машинството и стварно ми беше љубов и до ден денеска ми е и до ден денеска го сакам и најсреќен сум кога ќе одам у фабрика, а да се вратам на конкретното прашање, секое лето сакајќи да обезбедам малце финансиски средства и за студирање, бидејќи состојбата у семејството беше таква да не можеше многу да ми се помогне и да обезбедам некаков летен одмор 10 дена, знам дека секое лето одев во извидничкиот камп при Колките во Охрид, на кај Струга, значи тој извиднички камп беше. Кога сега ги носам моите деца, не им се верува кај сум летувал, мислат дека али тоа беше така и тоа и јас таму значи јас се борев за да стигнам таму едно 7-8 дена да летувам, а другото време работев автомеханичар преку летото со двајца мајстори во Велес, едниот беше мајстор Кире, другиот Боро, едниот е почина, другиот е жив. И они ме учеа на тие, да речеме, механичарски први чекори, почнав од, знаете, чиракот што почнува? Почнува од перење делови со бензин, па после ќе ви дадат малце посложени работи. Ама ете, во тој период, тие 4 лета, како работев по 2-3 месеца автомеханичар секој ден, дојдов до таму да можам да направам ремонт на мотор и станав автомеханичар на некој начин. А тоа па ми стана интересно, знаете, паралелно го правев со студиите, заради тоа што во автомобилот вие ги имате сите машински системи.
Имате све, и механика, и термодинамика, и хидраулика, и она што го учев на факултет, ствари го гледав во колите. Па можам да кажам, покрај аутомеханичарство што ми стана на некој начин помош во екзистенцијата додека студирав, па ми стана и многу добар сојузник во учењето и во разбирањето на работите од машинството. И ја би препорачал на секој млад човек кој што студира без разлика што и да е тоа, да во текот на студирањето направи некаква пракса, ама реална, не онака да оди ливче да му потпишат дека бил на пракса, него да направи реална пракса, тоа многу ќе му користи. Од тогаш автомобилите ми се љубов. Најнеразумно сум потрошил пари на автомобили во животот. Тукаш не жалам пари никогаш. И тоа е нешто што така ви станува љубов. Тоа дори сопругата моја често пати знае да забележи, вика, ти си прво заљубен у машиниве, па после све друго. Заљубен сте и во спортот, како бизнисмен, помагате и во спортот. Борец Велес, можам да кажам, еден од луѓето што го помага Борец Велес. Екипата на крајот од првиот дел оваа сезона заврши на првото место. Конкуренти се Тиквеш, Кожув, и таму има Гергелија, нели? Добро, и Брегалница. Во секој случај знам дека сте члени на управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија и таму има успешни резултати. Каде љубовта повеќе? Фудбал, ракомет, и кажете ни нешто повеќе и за ФК Борец, конкретно да искористиме приликата. Дефинитивно фудбал. Јас сум во Ракометната федерација, член на управниот одбор. Ја помагав Ракометната федерација цело време, бидејќи ракометот е наш најтрофеен спорт. Меѓутоа, ако ме прашате што е моја љубов е фудбалот. Јас као средношколец или да речеме играв малце за Борец, меѓутоа не одеше тоа заедно со студирањето машинство, нити па ја бев таков талент у фудбал да нешто напредувам. Многу сакам фудбалот од секогаш, радо го гледам. За мене празник е кога има убава утакмица, тоа не испуштам. И ете, да речеме, мотивиран од таа работа, го превземав фудбалски клуб Борец. Ми беше жал, знаете, Велес е сепак еден стар град, убав град, еден од поголемите градови во Македонија, а имаше фудбалски клуб кога ја го земав во трета лига и сега игра незаслужено ниско. И се реков, дајте да го земеме клубов, да го isfinansirаме, да направиме добар клуб, и мене ми е посебна радост кога што сега Борец е на прво место во втора лига. Мислам дека имаме големи шанси да влеземе во прва лига. Мислам дека Велес заслужува да има прволигаш во фудбал. Тоа не е нити лесно, нити едноставно, заради тоа што прво бара и финансиски средства, тука моите компании, а и некои други, да речеме, од околу малце помагаат, но во главно, значи, благодарен сум им на партнерите кои што имаат разбирање, па го помагаме сето тоа. Тука е заслужен стручниот штаб, пред се тренерот Гораст Михајлов е одличен, значи он направи една екипа на млади фудбалери, има неколку деца од Велес, другите фудбалери се, значи, од цела Македонија. Чак што имаме и мултинационален состав, значи имаме голмани, штопер позади, они се од албанската националност. Градот го сака фудбалот, се повеќе се враќа на стадион. Искрено да ви кажам, мене ми е празник кога ќе дојде да одам да гледам фудбал, пошто тие 2 часа не мислите ништо друго, мислите на утакмицата, гледате и така да задоволство ми е, и мислам дека Борец ќе биде прволигаш следната година, па после ќе видиме ако следна амбиција да излеземе во Европа. Не е таа лесна амбиција, но ќе се бориме. И сега имаме уште 2 минути и 2 прашања. Да ги поставиме. Јас идам со семејството, најскапоценето нешто за секој човек. Јас споменавте сопругата, децата, како ги штитите од се околу вас? Бизнисот, политиката, влијанијата? Видете, ако заради нешто во некој момент сум се покајал што сум влегол во сето ова и што сум прифатил функција во владата, е тоа заради тоа што ја изгубив пред све својата, а после тоа нивната приватност. Знаете, заради тоа што јас сум свесен за околностите, свесен сум за некој пат лажните информации што излегуваат, сето тоа го ставам у политички контекст и мене не ме тоа толку погодува колку што нив ги погодува. И за жал тоа е скоро неизбежно кај нас во државата. На некој начин ги направив нив малце жртва на сето ова мое прифаќање на оваа функција во владата, но тоа е неизбежно. Они се веќе возрастни, 2 сина имам. Едниот е 22, другиот е 18 години. Овој што е 22 сега се врати во Македонија, овој што е 18 пак сега отиде да студира во Милано, тој отиде сосема во друг правец, модерн дизајн студира. Браво.
И така, семејството, знаете, моје отприлика гледам да биде они повлечено, они си го живеат својот фамилиарен живот и не се толку присутни во јавноста како што гледате и тоа така треба и да остане. Господин Ангјучев, јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето. Мислам, минутите мина брзо, барем за Ви мене. беше голема чест и имате навистина многу импресивна и интересна биографија. Ви благодарам на честа што ме поканивте, ја користам приликата, вас лично и на вашите ценети гледачи, да им ги честитам престојните новогодишни, божични празници, да им посакам убаво да си поминат во кругот на семејството, а после тоа на сите нас да си посакаме една убава, успешна, економска 2019 година. Благодариме и секако со овие зборови тука ја завршуваме денешната утринска програма Ја сака Македонија. Се надевам дека почитувани гледачи јутре ќе бидете повторно со нас, почетокот на емисијата во редовниот термин, повторно ќе ве дружиме јас и Елена.